Оно што сакам денеска да го кажам е дека повеќе од 25 години веќе работиме на полето на животната средина. Почнавме со правната рамка, почнавме со намалување и елиминирање на штетите. Во меѓувреме свативме дека превенцијата е она што мора на кое што мора исклучително да работиме. Бидејќи животната средина представува можност, но и предизвик за унапредување на сите останати сектори. И мислам дека тоа го разбравме во годиниве наназад и мислам дека така ќе продолжиме да работиме понатаму. Ако сакаме да се стремиме кон поурамнотежен развој на државата, мораме да го воведеме концептот на одржлив развој, а тоа е само со воведување и балансирано унапредување на сите три компоненти: социјалната, економската, ама и еколошката. Она што сакам уште еднаш да го потенцирам дека мислам дека тоа сите го знаеме, а тоа ни го покажува овој проект за кој што сме денеска тука, дека животната средина е едно од најкомплексните, но и најскапите поглавија во нашиот пат кон Европската унија. Но она што е битно е дека на последниот скрининг кој што го имавме во Брисел ни кажа: животна средина е на добриот пат. Сега знаете каде сакате да одите, сега треба да ги спроведете најголемиот дел од врските кои што ги имате. Се ви е детерминирано во законите, во стратешките документи, сега треба малку поефикасно да работите на имплементацијата. Денеска покажуваме дека работиме на имплементацијата. И кога зборуваме за животната средина, јас постојано повторувам и денеска уште многу на самиот крај на кратко ќе кажам. Патот кон Европската унија ни дава многу можности, треба да ги искористиме, бидејќи патот кон Европската унија значи обезбедување на чиста вода за пиење за сите граѓани во државата. Ќе значи обезбедување на средства за собирање и третман на отпадните води. Она што го правиме денеска тука, ќе значи секако и воспоставување на ефикасни регионални системи за управување со отпад по европски стандарди. Ќе значи и зголемување на површините на заштитени подрачја во државата. Амбасадорот веќе го спомена Дојран како рамсарско подрачје. Европа ќе ни отвори нови хоризонти, ќе ни олесни меѓународната соработка, ќе со помош на Европа и секако со нашите знаења ќе воведеме почисти и по еколошки системи, ќе размениме искуства, што е многу битно, за да воспоставиме најдобри практики во земјата. И преку континуирана поддршка за прилагодување на националното законодавство и имплементација на се она што веќе сте го ставиле во своите плански документи, ќе го забрзаме процесот за полноправно членство во Европската унија. На самиот крај, ако се движиме кон ЕУ, така треба и да се однесуваме. Како влада и како министерство со 135 милиони денари во моментов, покрај донацијата која што имаме од Република Словенија, ја поддржуваме општина Дојран за реконструкција на колекторскиот систем за отпадни води и секако за изградба на нова пречистителна станица. И тоа се со цел да се заштитат водите, но и целиот екосистем на Дојранското езеро. Како уникатно заштитено подрачје и исклучително привлечна туристичка, но и транзитна дестинација. Овој проект е добар пример за соработка на централната, локалната власт, но секако и граѓанскиот сектор кој што многу помогна во овој процес. Во таа смисла сакам да се заблагодарам денеска и на Милео Контакт Македонија, кои што неколку години веќе активно ја поддржуваат и помагаат општина Дојран. И секако, уште еднаш благодарност до Република Словенија, како земја членка на Европската унија, која што ја препознава Македонија како свој партнер на патот кон Европската унија. Останува, се надевам, понатаму наш поддржувач. Благодарам на сите.